Канал 5, Централни вести. Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. За тикток тепачот на жена од Радовиш, полицијата поднесе кривична. Жртвата нема да пријавува. Упатените бараат законски измени. Штипска апелација утре ќе одлучува дали екс-градоначалниците Димитровски и Илиев ќе останат или не во домашен притвор. Се појави нова снимка од пожарот во Пулс. Уште 8 пациенти се враќаат од странство. 4 што се вратија од Шпанија се пуштени дома. Опозицијата обвинува за селективна правда. Власта дека печалат политички поени. Истражниот процес, кој мора да биде непристрасен и целосен, се претвара во инструмент на политичко калкулирање. Пуштена авиолинија Охрид-Истанбул. Ке се субвенционираат и други линии. Обезбедуваме директни летови до клучните европски и светски дестинации. Апелацијскиот суд во Штип утре ќе одлучува по жалбите на обвинителството за куќниот притвор на екс-градоначалниците на Кочани Димитровски и Илиев. Во меѓувреме излези нова потресна снимка од дискотеката, која што сведочи за паниката во моментот на настанување на пожарот во дискотеката, во кој што згасна 59 животи. Михајло Видимлиски. Штипска апелација треба да одлучи дали екс-градоначалниците на Кочани Радко Димитровски и Николчо Илиев ќе бидат вратени во ефективен притвор или ќе останат во домашен. Оттаму за Канал 5 потврдува дека ги добиле жалбите на обвинителството, се доставуваат на одговор до странките и одлука најверојатно ќе има утре. Инаку и двајцата поранешни градоначалници се наоѓаат помеѓу осомничените за пожарот во дискотеката Пулс. Кочанскиот основен суд претходно соопшти дека одлучувал по 22 жалби на осомничените и донел одлук за 19 осомничени жалбата да се одбие и остане определената мерка притвор, додека за тројца осомничени мерката притвор е заменета со куќен притвор и определена е и мерка на предпазливост. Во домашен притвор оди екс-директорката на ДПИ Анета Симеска-Димовска, откако обвинителството дало согласност дека мерката куќен притвор е адекватна, бидејќи во жалбата биле изнесени околности и причини за тоа. Во ефективен притвор останува осомничениот градоначалник во оставка Љупчо Папазов, а жалби обвинителството поднело за другите двајца градоначалници. И додека тече истрагата за случајот, на социјалните мрежи се појави нова снимка од кобната ноќ во дискотеката. Може да се види како присутните во паника почнуваат да излегуваат од дискотеката и како настанува метеж на излезот. Излагај! Инаку деновиве се врше и претреси на повеќе локации во Кочани и Скопје, како и во домот и угостителските објекти на собственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко. Одземена е документација, мобилни телефони и компјутери, а се испитуваат лица кои би можеле да имаат определени сознанија. Опозицијата обвинува дека се води селективна истрага за трагедијата во Кочани, на што власта возврати дека на трагедијата сакаат да печалат политички поени. СДСМ најави и анкетна комисија за политичка одговорност за оваа трагедија. Ивана Стојановска со детали. Опозицијските партии денеска обвинуваат за селективност во начинот на кој се води истрагата за пожарот во Кочани. Од СДСМ прашуваат зошто не биле опфатени и актуелните директори на пазарниот инспекторат и УЈП, како и лицата од БЈБ, МВР и ОВАРА Кочани, кои кобната ноќ биле на одговорни позиции. Обвинуваат дека истрагата се претворила во инструмент за политичко калкулирање и сметаат дека постапката за разрешување на државниот обвинител е стопирана намерно, бидејќи како што велат, во оваа истрага тој станал подобен за власта. Пред само неколку недели, јавниот обвинител беше под притисок за разрешување и тоа директно од Мицкоски. Владата започна постапка, се вршеа јавни напади, се создаваше јасен наратив за негова недоверба. Одеднаш пресврт станува потребен, постапката е стопирана, Советот за јавни обвинители не заседава, а Мицкоски повикува да му се даде шанса. Кога обвинителот од неподобен станува подобен, а истрагата ги допира само оние од минатото, тогаш е јасно дека неселективна правда не може да се очекува.
Од СДСМ најавуваат дека ќе иницираат и формирање на анкетна комисија во собранието со цел обезбедување неселективна правда и одговорност за трагедијата во Кочани. Одлуката била донесена на синокешниот централен одбор на партијата. Иницијатива за итно формирање на собраниска комисија, но со меѓународен мониторинг, денеска до парламентот, како што најавија, ќе достават и од ДУИ. Оваа комисија треба да се формира веднаш и да вклучи представници на ОПСЕ, како и представници на амбасадите на САД, ЕУ и земји членки на Европската Унија во својство на наблюдувачи со цел да се обезбеди фер, независен и транспарентен истражен процес. Селективната правда го потресе секој граѓанин на оваа земја и создаде без преседан ситуација која ги загрозува темелите на правната држава и довербата на граѓаните во институциите. Од ВМРО ДПМН пак возвраќаат дека СДСМ и ДУИ се обидуваат да печалат политички поени од несреќата во Кочани. Според нив нелогично е зошто се против истрагата, кога на клучни позиции во обвинителството се нивни политички кадри. Прашуваат и зошто токму кај овие партии недостасувала желба за формирање анкетни комисии за модуларната болница во Тетово, за несреќата кај Ласкарци, за Беса Транс и за Дурмотурс. Уште 9 пациенти кои се лекуваат во болниците во Скопје одат на домашно лекување, а уште 8 кои се лекуваат во странство ќе се вратат во земјава. Пластичните хирурзи апелираат до пациентите кои биле третирани кај нив да ги следат нивните препораки и на своја рака да не земаат непроверени мелеми. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Пациентите кои имале изгореници и биле третирани на клиниката за пластична хирургија да ги следат препораките на докторите и да не купуваат на своја рака мелеми за изгореници. Со апел доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, директорка на клиниката за пластична хирургија. Таа вели дека тимови од пластична хирургија одат во болницата во Кочани и дека повредените ќе ја добијат целата потребна нега. За инфекции никој не може да каже, тоа може да се случи во секоја фаза на зараснување, дори не се зарасне целосно раната. Во моментот, значи да кажам, првиот век и вториот пик се релативно стабилни и добри, без некои големи инфекции. Кај нашото се можам да кажам дека веќе се и целосно зараснати, кои што беа втор степен. Стабилни се и пациентите во клиниката за токсикологија, потврдува директорот Чибишев. Сите наоди се во референтни вредности, пациентите се со стабилни клинички параметри и денес и тие четворица од Шпанија и овие двајца што практички во почетокот ги примивме, ги испишавме на огромно наше задоволство сите дома во одлична здравствена состојба. 9 пациенти се заменуваат на домашно лекување во Скопје, ќе останат 15 пациенти. За денеска е најавено враќање на 8 пациенти од Белгија, Австрија, Турција и Хрватска. Практично утре ќе останеме со бројка 101 пациент во Шведска веќе е сместен во хотел, значи продолжува со дневна болница, повремено да оди во болница, додека дефинитивно го испишат и него и се враќа. Имаме најави за повеќе пациенти кои што следните денови ќе се враќаат. Здравствената состојба на четворицата пациенти во странство кои се критични имаат мало подобрување, но се уште здравствената состојба им е критична, потврди министерот Таравари. Се е подготвено за Телетон, хуманитарната ТВ програма на Канал 5, која што ќе стартува веднаш по завршувањето на овие вести, а ќе се собираат средства за настраданите во трагедијата во Кочани. Во соседното студио на својата позиција е колегата Александар Вединовски. Па Александар, да чуеме кои се од колегите ќе бидат домакини, дали гостите веќе почнаа да доаѓаат и што очекувате од вечерашниот Телетон за собирање хуманитарни средства. Борче, се е подготвено за вечерашниот Телетон. Тука се секако два тима, едниот од утриската програма на Канал 5, едниот од другиот од информативната програма. Подготвени сме, според најавите, ова ќе биде еден Телетон кој што ќе трае неколку часа, ќе продефилираат повеќе луѓе од политичкиот, општествениот и културниот живот на Македонија. Целта е секако една единствена, да се соберат финансиски средства и сите наши усни заложби за помош на семејствата на настраданите и на
загинатите да ги преточиме во дела, односно преку јавување на телефонски линии, преку донации на жиросметка да се соберат колку што може повеќе средства, колку што може да се ублажи болката на сите овие луѓе што настрадаат секако во однос на нивните семејства. Во однос на гостите можам да ги најавам 10 или 20 гости имаме веќе потврдено, меѓу нив секако ќе биде и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, тука и претседателот на Собранието Африм Гаши, премиерот Кристијан Мицковски поради обврски има направено специјално видео со кое што им собраќа на граѓаните по повод телетонот секако да ги мотивира за да донираат пари. Тука се повеќе градоначалници, лидери на политички партии, уметници, глумци, како што кажав, од различни фили, видни граѓани кои што ќе се обидат вечерва колку што може повеќе да ги мотивираат сите граѓани и да донираат средства за луѓето кои што ги споменав. Почнуваме за околу 25 минути од сега. Ги поканувам сите гледачи на Канал 5 да не следат. Така е, не се сомневам во хуманоста на македонските граѓани. Вие останувате во соседното студио. Како што кажа, телетонот стартува веднаш по завршувањето на овие вести. Со денешниот прв лет на Turkish Airlines од Истанбул до Охрид, свечено беше означен почетокот на новата авиолинија, на која што ќе има 4 лета неделно. Владата најавува дека ќе се субвенционираат и други авиолинии. Охрид уште повеќе се позиционира како атрактивна туристичка дестинација, изјави премиерот Мицкоски. Повеќе детали има Сандра Спасовска. Со пристигнување на патниците од Истанбул, денеска на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид и официјално беше означен стартот на ново воспоставената авионска линија од Истанбул до Охрид. На денешниот настан на Охридскиот аеродром присуствува и премиерот Христијан Мицкоски, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, главниот извршен директор на ТАФ аеродроми Серкан Каптан, главниот извршен директор на Turkish Airlines и турскиот амбасадор во земјава. Оваа линија ќе го поврзе Охрид не само со Истанбул, туку и со светот, порачаа говорниците во своите обраќања. Бүгүн ќе можеме да донесеме гости во Охрид од многу повеќе краишта во светот и граѓаните од Охрид ќе можат, користејќи ја нашата линија, да стигнат до 6 различни континенти. Со овие наши 4 летови неделно да допринесеме во зближувањето на двете земји. Имаме 10 нови дестинации кон македонските аеродроми. 2 се тука кон Охрид, едната е Истанбул Охрид, втората е Базел Охрид и имаме 8 нови дестинации кон Скопје. Веќе следната недела на 2 април го имаме првиот лет од аеродромот Орли во Париз до Скопје и очекувам дека овие дестинации ќе растат. Преку партнерства со реномирани авиокомпании како Turkish Airlines обезбедуваме директни летови до клучните европски и светски дестинации. Поттикнување на нискобуџетни превозници, ова ќе овозможи подостапни билети за нашите граѓани и ќе привлече повеќе туристи и инвеститори. Летови на линијата Истанбул-Охрид ќе се реализираат 4 пати во неделата и тоа во понеделник, четврток, петок и недела. Оваа линија се очекува да донесе и поголем број на патници, а првите кои денеска слетаа на Охридскиот аеродром, меѓу кои имаше и голем број македонци кои живеат и работат надвор од државата. Ова е нешто феноменално и во ретезот ни помогнува нас туристите од светот да се поврзиме. Од ова е Охрид преспа една туристичка место во кај може човекот да дојде и многу за економијата многу добро и општо за патување многу подобро. Ние сме од Австралија, од Мелбурн. Доаѓам секој 6 месеци јас. И овој лет беше добар. Од и порано требаше да одиме до Скопје, од Скопје или Тирана, а сега одиме од Охрид. How many days you stay here? I'm going to stay for 5 days. The tickets are very cheap or? Yeah, it's quite cheap actually. Првиот лет на компанијата Turkish Airlines во Македонија бил на Скопскиот аеродром во далечната 1998 година. Турција и Македонија со ова ќе ја зајакнат економската соработка, а овој лет конкретно до Охрид дополнително ќе ја развие и културната, но и билатералната трговска размена меѓу двете земји, порачаа денеска од тука од Охридскиот аеродром од македонската влада. Надлежните очекуваат оваа линија да ја користат не само наши, туку и големи
голем број на граѓани од соседните земји. СДСМ денеска реагираше околу покачувањето на минималната плата. Прозиваат дека е срамно одлуката на владата за нејзино зголемување за 1800 денари. Опозицијската партија најавува дека ќе поднесе и закон за зголемување на минималецот. И со ова бедно зголемување, повторно, 2 минимални плати не се доволни за да се покријат основните месечни трошоци на едно семејство. Додека граѓаните бираат дали да купат храна или да платат сметки, ДПМН во историски најголемиот буџет не предвидува пари за работниците. Но затоа има пари за манго, папаја, лосос, за приватни авиони и непродуктивни трошења на владата и на нејзините функционери. Бидејќи власта ги игнорира работниците, ние ќе поднесеме закон за зголемување на минималната плата. Од ВМРО ДПМН експресно одговорија дека ова е лицемерно покажување грижа. Покачувањата на платите одат тековно и според закон одредени правила. Ако има поинаков договор, истото и ќе се почитува, стои во реакцијата. СДС, кој доби црвен картон, кој ги крадеше граѓаните и државата, во моментов нека се консолидира и освести, па потоа да коментира. На 27 март 2020-та, Македонија стана 30-та членка на НАТО алијансата, со што се исполни стратешката определба на земјава. На 5 годишнината од членството во НАТО, министерот Муцунски одржа средба со амбасадорите на земјите членки на алијансата. Деталите ги има Јован Ѓорговски. Денеска повеќе од било кога потребна е јасна стратегија за остварливи европски и евроатлантски перспективи кои ќе бидат преточени во интеграција, порача шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски на одбележувањето на 5 годишнината од членството на Македонија во НАТО. Пред амбасадорите на земјите членки на алијансата, Муцунски истакна дека земјава е свесна за тежината на предизвиците со кои се соочува, но и одлучна да ги оствари стратешките цели. Муцунски нагласи дека македонската надворешна политика има 3 константи: членството во НАТО, усогласеноста со надворешната политика на Европската унија и партнерството со Соединетите држави, кои, како што кажа, целосно кореспондираат со македонските национални интереси. Денеска повеќе од било кога потребна е јасна и одржлива стратегија за остварливи европски и евроатлантски перспективи кои ќе бидат преточени во интеграција. Процесот на интеграција се докажа како најдобра алатка за подобрување на безбедност, постигнување на одржлива стабилност и затворање на вакуумот за дестабилизирачки влијанија. Ние од наша страна целосно сме посветени заедно да работиме со сојузниците во НАТО и партнерите од Европската унија во зајакнување на отпорноста на нашите општества. Муцунски во обраќањето се заблагодари и за дадената и понудената помош од земјите членки на алијансата за итното згрижување на настраданите од трагедијата во Кочани. Солидарноста, како што кажа тој, е главна карактеристика на НАТО, а таа според него била целосно демонстрирана изминатиот период. Вашиот брз одговор ја покажа силата на солидарност, која е главната карактеристика на нашиот сојуз, а која во овој случај беше демонстрирана од се срце. Овој случај уште еднаш ја покажа важноста на солидарноста која треба целосно и заеднички да ја негуваме како наш главен столб во меѓусебните односи. Ви благодарам уште еднаш за сета поддршка и за изразите на сочувство за еден од најтешките моменти за нашата земја. Македонија официјално стана 30-та земја членка на НАТО на 27 март 2020 година, откако преку македонската амбасада во Американскиот Стейт Департмент беше депониран инструментот за пристапување кон Северноатлантскиот договор. Полицијата експресно го привела насилникот од Радовиш, кој тепаше бремена жена во живо на TikTok. Вознемирувачкото видео предизвика силни реакции во јавноста. Против 35-годишникот полицијата поднела кривична пријава. Повеќе детали од Дејан Трајковски. Цело време гледам.
Насилникот од Радовиш, кој брутално ја тепаше својата бремена партнерка, а со својата машкост и надмоќ во живо се пофали преку социјалните мрежи, доби кривична пријава од МВР. Од она што може да се види и слушне на вознемирувачкото видео, 35-годишникот прво ја критикува безпомошната жена за начинот на кој седела на клупа, пошто ја удира во неколку наврати, ја навредува и се заканува дека ќе ја избарка од дома. Што ти е? Што ти е? Што ти е? Добро бе, Анце. Што ти е јасно? Што ти е јасно, питам? Ви дома, да имам јас. Не, сега парталки и дома. Насилникот, кој на социјалните мрежи има и фотографии со пиштол, бил пријавен од мајката на жртвата пред 4 дена, пошто и таа добила закана по животот од негова страна во живо на социјалните мрежи. Да не ја замараш повеќе, ути на мене да не ми пукне филмо, не на работа да си ке доам там ке те запезвам, ке те фрлам од фабриката вонка. Не ја замаре повеќе, ути ке си имаш со мене работа, јас ти кажувам. Од МВР велат дека веднаш по пријавата бил приведен, пошто неофицијално и пуштен, но за ова не добивме прецизна потврда од истражните органи. Неговата партнерка одбила кривично да го гони, со образложение дека нападот наводно се случил минатата година, иако на снимката на која тој се изживува врз неа и е во живо емитувана, стои датумот 22 март 2025 година. Од обвинителството пак велат дека постапката е во тек, а меѓу другото ќе се испитало и дали постоел основ за негово задржување. Од жртвата било изјавено дека не сака да поднесе предлог и дека видеото било доставено од незината мајка. На 25 март 2025 година е поднесена кривична пријава против АА поради постоење на сомнение дека сторил кривично дело телесна повреда. Нејзиното одбивање да го гони насилникот кривично е уште една јавна потврда дека многу жени се преплашени и не се охрабруваат да побараат помош од институциите. Ова, според Хелсиншкиот комитет, ја покажува итноста од носење на закон, кој ќе дозволи ваквите насилници да бидат гонети без пријава на жртвата и по службена должност. Оно што треба да се измени со цел да се постапува по службена должност е нешто што треба да се промени за да може да обезбедиме ефективна и ефикасна заштита на жртвите. Имаме секако ризик по однос на нејзиниот живот и здравје, а со цел да превенираме фемицид, може би обвинителството би можело да гони по некој друго кривично дело со цел да ја заштитиме жртвата. Инаку, според податоците на ОПСЕ, во последните години растат пријавите за семејно насилство, но бројките се далеку од реалните, бидејќи според невладините организации, само 2% од жртвите се охрабруваат да пријават во полиција. Друг проблем е што 80% од оние кои пријавуваат, потоа се повлекуваат од кривично гонење. Во Основниот суд во Тетово повтор пат се одложи почетокот на повтореното судење за сообраќајната несреќа во која што животот го загуби 22-годишната Теодора Ристовска. Како и за првото одложување на 27 март, судијата Елведин Ферати наведе дека обвинетиот Пајазити доставил поднесок до судот во кој што навел дека од здравствени причини нема да присуствува на рочиштето. Потоа судијата донесе решение со кое ја одложи главната расправа за 7 април 2025 во 12 часот и 30 минути. Семејството на починатата е револтирано од одолговлекувањето на судењето, а нивната одбрана најави дека ќе провери дали обвинетиот е навистина болен. Инаку група млади лица пред Основниот суд во Тетово протестираа со транспаренти преку кои што се бараше правда за Теодора. Во најголем дел од училиштата во земјава постои противпожарна опрема, но некаде ќе треба да се дообнови и да се досреди, на што активно се работи, изјави денеска министерката за образование Весна Јаневска. Таа најави дека во теке организација на обуки во училиштата за справување со кризни ситуации. Првиот човек на ЗЕЛС, Орце Ѓоргиевски, вели дека ќе мора да се вршат редовни контроли во училиштата. Јорданчо Цветановски. Најмалку еднаш годишно инспекторите ја проверуваат хидрантската мрежа во училиштата за да се осигура безбедноста при евентуални кризни состојби, вели градоначалникот на Киселавода и прв човек на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски. Тој уверува дека училиштата во Македонија се безбедни.
За време на посетата со министерката Јаневска на основното училиште Партенија Зографски, каде се поставуваа фотоволтаици, Ѓоргиевски кажа дека само дел од училиштата во внатрешноста имаат недостаток од хидранска мрежа. Во наредниот период јас ќе се заложам како претседател на ЗЕЛС и тоа го спомена во јавноста, да облигаторно влезе најмалку еднаш во годината согласно законот да мора да се вршат редовни контроли. Не тоа да се остава на добрата волја на градоначалникот или на службите како што било случај тоа досега. Во однос на безбедноста и министерката за образование Весна Јаневска најави дека во наредниот период ќе ги зголемат обуките на просветните работници и на младите, за тоа како да даваат прва помош, но и како да се однесуваат во кризни ситуации. Првичниот договор е дека ние треба да ги обучиме прво наставниците, да знаат како да се однесуваат во таква состојба, а потоа тие да го пренесат тоа знаење на учениците, затоа што сепак тие се со нив и треба да им кажат како да постапат во една таква состојба. Она што е важно е што процесот е отпочнат и ќе продолжи се додека не биде завршен на територијата на целата земја. Кога станува пак збор за безбедноста на стамбените објекти, Ѓоргиевски кажа дека ќе се даде време, особено во постарите згради, да се санираат проблемите со хидранската мрежа и додаде дека деновиве сите општини во земјава ќе мора да достават записници од извршените проверки во зградите. Тука завршуваме со централните вести. Вие останувате и во продолжение на Канал 5. Следува хуманитарниот телетон за донирање средства за настраданите по трагедијата во Кочани. Бидете хумани и донирајте на испишаните телефонски броеви. Се гледаме во вечерните вести. Пријатно.